затворам, значи сакам со еден огромен аплауз да го поздравиме носителот на изборна единица 3. Марија кажа, вика, Владко де 4 години не си бил тука, него Владко заедно јас и Владко и брателиците од овој регион заедно лобиравме за повеќе проекти што се направија во Кратово, значи за асфалтирање на патот од Працин до Провишти, веќе е готов, сигурно носителот го има видено, за канализации во повеќе села што се направени, за асфалтирање на улици, и за многу други проекти. Он е обисница за Кратово, што имаме проблеми, јас на него бијам пресувано и како член на извршен комитет има многу помагано за Кратово. И ќе ни помага. Сигурно ќе ни помага и натаму. Значи, денес кога дојде кај нас на посета да се види со граѓаните на Кратово, да види ние што организираме како партија во Кратово и да ги пренесе работите во централата во Скопје, дали треба нешто да се помогне за Кратово и да се припремаме и ова е како припрема, денешното доаѓање е како припрема за митингот што ќе се одржи во сабота во 13 часот тука на плоштадот во Кратово, каде што ќе ги кажеме и сите работи што ги имаме направено, што планираме за Кратово да направиме во наредните 4 години. Има многу работи ставени во програмата. Тие работи што се ставени во програмата е заслуга на нашиот председател господинот Никола Груевски, исто и на носителот господинот Владимир Ѓорчев. За сега толку. Нека ме поздрави сега и председател како што е. Добар ден и од мене. Ја ќе се заблагодарам на сите граѓани, на сите партици на ВМРО ДПМН што бидете денес тука. Поздравиме носителот на листа господинот Владко Ѓорчев и да кажеме дека оваа акција денес што ја правиме, тоа е еден мал предмет од представницот, од кандидатот на ВМРО ДПМН во изборна единица 3 господинот Маријанчо Полески. Една благодарност со еден аплауз. Здрави, на 5 јунија сум сигурен дека петката ќе победи, а на 21 во 13 часот мислам дека ќе биде најголемиот митинг што ВМРО ДПМН го организирало во Кратово. Добар ден на сите. Ви благодарам што дојдовте на денешниот собир или денешниот состанок проширен на плоштад на ВМРО ДПМН заедно со Социјалистичката партија и другите коалициони партнери. Ова е еден повод за запознавање со работите кои што ги преземе и локалната самоуправа и централната власт. Значи и во делот на партерно уредување, и во делот на проектот кој што ги имаме со водоводи и канализации, и во делот на компјутеризацијата на училиштата и повеќе нешта кои што го засегаат Кратово, вклучувајќи го и и обновата, односно изградбата на патот од Страцин до Кратово и од Кратово понатаму кон Провишти. Она што е најважно е проектите кои што се однесуваат на Кратово да се одвиваат, проектите кои што се важни за Кратово да не стојат. Мислам дека оваа влада обнови патишта кои што претходно 30-40 години не беа обновени. Оваа влада зголеми пензии кои што претходно 4 години не беа зголемени. Оваа влада зголеми плати кои што претходно 4 години не беа зголемени. Оваа влада вложува во водоводи и канализации како што претходно долги години централната власт не го помагала тоа. Исто така вложуваме и во развојот на туризмот. Кратово тука има солиден потенцијал и затоа ќе го намалиме ДДВ од 18 на 5% во туризмот. Тоа значи дека Кратово може да стане една посекувана туристичка дестинација. На кој начин? На тој начин што Берово, кое што е слично големо како Кратово, пред 5-6 години имаше 150 регистрирани легла. Пред 2 години имаше 400 регистрирани легла, а денес Берово има околу 1000 регистрирани легла. Значи тоа е голема можност и голем потенцијал за развој на градот. Во Берово пред 5-6 години годишно имало по околу 1000 ноќевања. Пред 3 години 5000 регистрирани ноќевања, минатата година околу 30.000 регистрирани ноќевања,
а не регистрирани 2 до 3 пати повеќе. Значи тоа му даде еден импулс на Берово. Истата таа работа можеме да ја повториме и во Кратово. Истиот потенцијал го има и Кратово. Затоа работиме и на патиштата, затоа работиме и на инфраструктурата. Исто така работиме на пробивање на патот од Бровиштип кон Свети Николе и кога ќе се направи големиот и нов автопат од Скопје преку Миладиновци до Свети Николе, на тој начин од Кратово до Скопје ќе може да се стигне некаде за околу 1 час, што ќе биде голема погодност за Кратово. Во меѓувреме, овозможивме откуп на дворни места. Стотици граѓани из цела Македонија и илјадници граѓани го направија тоа, сигурен сум дека е така и во Кратово. Овозможивме олеснет увоз на возила. Сигурно, како што во цела Македонија го направија, тоа луѓето го направија многумина и во Кратово. Овозможуваме легализација на куќите и на изградените објекти. Работа која што е од корист за граѓаните на Кратово. И на крајот би сакал само да најавам неколку работи, но тоа повеќе ќе стане збор и на митингот. А тоа е дека во наредниот период, во наредните 4 години, за 21% ќе зголемиме социјалната помош и за 21% ќе ги зголемиме платите. За 24% ќе ги зголемиме пензиите, како што ги зголемивме во просек 30% во изминатите 4 години. И со оно што се прави од делот на централната власт и од делот на локалната власт во делот на разумување на Кратово. Благодарам на сите.